почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Огромна чест, но и голема одговорност е да се биде носител на листата на коалицијата за европска иднина, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На оваа листа ќе видите имиња на 20 личности, со име и презиме, различни по етничка и верска припадност, различни по возраст, жени и мажи, но личности со интегритет, честни и одговорни. И најважното, лојални на државата и европските вредности околу кои сме обединети. Подготвени сме професионално, одговорно и посветено да ги исполниме сите ветувања кои во форма на мерки и политики се напишани во нашата програма за европска иднина. Подготвени сме и нема да се откажеме се додека Македонија не стане дел од Европската Унија и се додека не обезбедиме минимална плата од 600 евра, а просечна плата од 1100 евра. И нема да се откажеме се додека не ги исправиме и грешките кои сме ги направиле во изминатите 7 години, а се однесуваат на погрешна кадровска политика, слаби резултати во овозможувањето на правдата и воочени слабости во системски процеси. Изминатите 7 години на власт, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата донесоа државнички одлуки, кои на државата ја овозможи придвижување напред и место на иста маса со најмокните држави, дел од воено-политичкиот сојуз НАТО. И време е, без одлагање, без лажен патриотизам, да ја донесеме одлуката, државата да продолжи по вистинскиот пат и да не се врати назад во некои неизвестни времиња. А нашите заложби се јасни. Во новиот мандат ќе се обориме да обезбедиме повисоки плати и пензии, сериозно намалување на невработеноста, повеќе бенефиции за младите. Платите ќе продолжат да растат, ќе растат и пензиите. Минималната пензија ќе изнесува 20.000, а просечната 30.000 денари. Во изминатиот период покажавме дека нудиме и носиме решенија, а не изговори. Затоа денеска и јас и сите кои сме на листите за пратеници можеме да излеземе пред граѓаните, да ги погледнеме во очи и со чист образ да им порачаме дека нема да се откажеме од иднината. Ќе продолжиме да работиме за граѓаните, за државата. Нема откажување од иднината и на 8 мај избираме да продолжиме по вистинскиот пат. Ви благодарам. Прашања? Тоа се изјави вчерашната изјава на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицовски, кој јасно кажува која е коалицијата пред изборите. И тоа е нешто на кое што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одамна повикуваше, впрочем. Вистинските одговори да ги дадеме пред изборите, а не по изборите. Кога ќе видите кои политички партии ги вбројува во својата коалиција, тогаш на граѓаните уште полесно ќе им биде одговорот на 8 мај или гласањето, а тоа е дека тоа е коалиција која воопшто не гарантира европска иднина на Македонија, затоа што во коалицијата и сега впрочем во коалицијата од ВМРО ДПМН имате партии кои јасно заговараат дека местото на Република Северна Македонија не е ниту во НАТО, ниту во Европската Унија. Јасна е веќе разликата и се повеќе и повеќе во кампањата ќе станува јасна разликата помеѓу тоа кои партии се за европската иднина на оваа држава, за напредокот, а кои едноставно го нудат враќање назад во минатото. Слободно. Доаѓате во еден град каде во 2020 година бил со СДС во една коалиција и од албанските партии билака сами, кои денеска, мислам, во овие избори докажува дека ќе оди во коалиција со ВМРО ДПМН. Како ја коментирате ова и како се очекува во СДС еден бивш партијски листа, носител на листа, сега ќе оди со ВМРО ДПМН? Очигледно невозможноста да се испорачаат резултатите кои биле ветени пред граѓаните, па и во 2020 година и подоцна господинот Касами како градоначалник на општина Тетово, сушто му го одредуваат местото да излезе надвор од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Изминатите 7 години, јас кажав и во моето обраќање, можеби направивме некои грешки или можевме некои работи подобро и поинаку да ги направиме, но големите ветувања и ветувањата кои во 2020 година ги дадовме пред граѓаните ги исполнивме. И повторно ќе кажам, веројатно неговата неможност да ги исполни очекувањата на граѓаните го прават да се оддалечи од нас.
Мене ме загрижува, би рекла, повеќе или навистина не сакам да гледам кампања во која што ќе го будиме лажниот национализам во Република Северна Македонија, особено во 6-та изборна единица. Јас сум подготвена и повеќе сакам да зборуваме за иднината на граѓаните и на државата и за тоа какви решенија и мерки нудиме. Се надевам дека тоа ќе го имаме и прилика да го видиме и од другите политички представници кои настапуваат на овие избори.